поканата, иако овој мирен собор е организиран од Македонскиот светски конгрес, Македонскиот манифест, нашата иницијатива, преродба, Македониум, тврдокорни, има уште да не заборавам никого. Чекайте сега, тоа ми е поентата. Значи, јас со иницијатива веќе неколку денови сме тука, заедно со преродба, со госпоѓа Ана и со членовите на преродба. Неколку денови стоиме и сведочиме. И многумина не прашуваат, еве конкретно мене сега ќе говоря во прво лице еднина, што вие сакате, против кого сте? Јас велам против никого. Па зошто тука стоите, зошто протестирате? И јас велам вака, ние не сме против никого. Ние повикуваме за македонско единство. Ние повикуваме на македонско единство. Затоа што ние, македонците, денес со очи тоа го гледаме, а со срцето малце потешко го доживуваме, некој овака, некој онака, што значи кога немаме единство? Гледате ли во каква состојба дојдовме? Затоа што немаме единство. Господинот Тодор Петров убаво кажа, може ние да се разликуваме со политичките ставови, со идеологијата, со вероисповедите и така натаму, но ние имаме еден заеднички именител затоа што имаме само единствен дом, а тоа е Република Македонија. Ние немаме резервна држава, луѓе Божи. Остана само ова. И ако не сакаме да го изгубиме ова, мора да имаме единство, ме разбирате, мора. Крајно е потребно. Треба, знам, тешко е, духовник сум. Знам, тешко е човек да се бори против своето его, против суетата, против желбите, очекувањата, тешко е, сите сме грешни луѓе. Но мора во суштински моменти да покажеме зрелост. Ако сакаме да бидеме голем народ, треба да покажеме зрелост, да ги победиме сите оние нешта кои во нас предизвикуваат неслога и неединство. И затоа во овој момент првим ги повикуваме, како што јас и на Фейсбук и од тука ги повикував и лидерите, односно лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, сегашниот премиер и бившиот премиер, председателот на ВМРО ДПМН, како најодговорни луѓе во моментот за Македонија. Ги повикувавме, ги повикувам и ги повикуваме и сега да размислат. Ако треба силно и сериозно да се помолат, ако не им е јасно во каква состојба се наоѓа нашата држава и нашиот народ, да ги надминат тие внатрешни состојби кои ги кочат да седнат и да се договорат за иднината на нашиот народ и за иднината на нашата држава. Во таква состојба сме, луѓе. Ние, да не бевме во ваква состојба за која јас сега говорам, тука ќе имаше најмалку 10.000 луѓе. Но гледате колку има. Не дека и ован е малку, но во однос на тоа колкумина живеат во Скопје македонци, да не говорам за нашава Македонија, за волку горливо прашање, за волку горливо прашање, за прашање од кое зависи нашето обстојување како народ, од кое зависи нашата иднина, ме разбирате, иднината на нашиот народ, а тоа значи иднината на нашето семејство, иднината на нашите деца, иднината на нашите, вашите внуци, ме разбирате ли? Сега за тоа се работи. Не се работи за идеологија веќе, не се работи за не знам тамо што, за опстанок се работи. И тука не сме веќе да подклекнеме, нема повеќе каде. Ме разбирате, каде? Нема повеќе назад. Мораме да одиме каде? Па напред се оди со што? Со единство прво! Со единство, луѓе! Видете, кога еден офицер ги мотивира своите војници да тргнат во напад, тој мора да биде сигурен дека има единство помеѓу нив и дека имаат мотив дека сакат да победат. Затоа
ние како македонци прво треба сериозно да работиме на своето единство и да се вратам на почетокот на оно што го говорев. Тука бевме овие денови и кажувавме ние не сме против никого. Ние сме за единство помеѓу македонците кое е нужно потребно денес. Затоа на 8 септември, на денот на нашата независност, заедно со преродба, еве тука се сите кои беа повикани, направивме еден символичен круг. Символичен круг, сите си подадовме рака цврсто. И заедно ја пеевме химната на Република Македонија. И со тоа испративме порака дека ако немаме единство, ако не работиме на единство, ништо нема да направиме. Во овој момент тоа ни е суштински потребно. Тоа е првата порака што сакам да ви ја кажам. Втората порака. Овие денови, не само што бев тука активен, туку и на социјалните мрежи, и многумина ми поставуваат прашање, добро вика отец Ивица, што ние македонците губиме ако помине овој предлог закон. Не влегувам во елаборација, господинот Тодор Петров направи убава анализа сите нешта, можевте и да слушате на разни дебати, разговори, теми и така натаму. Но јас им поставувам на моите соговорници едно единствено прашање. Велам вака: дали вие како македонци почувствувавте од 2001 година навака, не на личен план, не од вашиот сосед албанец почит, туку дали вие како македонци почувствувавте почит кон својата нација, кон својот идентитет, кон тоа што сте вие од албанските политички лидери? Дали некогаш, викам, почувствувавте почит? А знаете ли што е почит? Ако нема почит, нема заедничко живење. Ако нема во бракот почит помеѓу мажот и жената, нема љубов, бре луѓе. Немојте да зборуваме глупости. Таму кај што нема почит, нема љубов. Ако децата не ги почитуваат своите родители, нема добро воспитување. Ако ние како луѓе, како граѓани на Република Македонија не се почитуваме, нема заедничко живење. Значи јас тој велам, документирано може да ви изнесам дека континуирано ние чувствуваме навреда од нивна страна. Не чувствуваме почит. И вчера кога премиерот на Република Македонија господинот Зоран Заев на 24, не викај, на интервјуто што го имаше на 24 ТВ, тој го говори ова: па не е ништо лошо, вели он, не е ништо лошо ако е албанец председател на собранието, да ја води седницата на собранието на албански. Не е ништо лошо министрите, ако се албанци во владата, односно на седницата на владата да говорат на албански. Точно е тоа, не е ништо лошо. Но ние сме слушнали еднаш, дали еднаш сме слушнале од представниците на албанските политички партии: добро бе, браќа македонци, добро бе, соседи наши, еве, ова ви го почитуваме, еве, ова ви го почитуваме, еве во овој контекст да кажат, ајде велам, ова, да кажат, еве сега, добивме ова, не е притно, сите сме ние граѓани на Република Македонија. Зошто не кажат сега? Добро, затоа што сме граѓани на оваа држава, затоа што ова е заедничка држава, затоа што ги уживаме сите индивидуални граѓански права и колективни права кои се надвор од меѓународните права. Еве, затоа што сакаме да засведочиме дека сакаме да живееме со вас, затоа што ве почитуваме како председател на собранието или како министри или не знам таму што ќе го говориме заедничкиот јазик кој не обединува. Не го слушаме тоа. Не го слушаме тоа. Што нема почит, драги мои, ништо не правиме. И на крај како заклучок, не сум јас политичар, не се занимавам со политика, и кога започнавме ова иницијатива имаше за цел ова што го пишува во овој предлог закон со подмолно име. Видете колку подмолно име му ставиле. Предлог закон за употреба на јазиците во Република Македонија.
еден добар процент од нашата јавност кога ќе налета на ваков наслов вика, јас со оваа проблематика не се занимавам, нит ме интересира. Но почитувани мои, кога јас го прочитав овој предлог закон, кога еден круг мои пријатели го прочита овој предлог закон, реакцијата беше страшна, затоа што ние внатре видовме што? Уништување на Република Македонија. Нагазна мина со последователна експлозија. Не само еднаш да експлодира па крај. Оваа мина ќе експлодира ако се прифати и континуирано потоа ќе има експлозии. Она што го говореше господинот Тодор Петров, континуирано во сите аспекти на нашето заедничко живење и во државната администрација и на сите меѓучовечки односи ќе предизвикува експлозија. Видете, многу ни е јасен и македонскиот менталитет и менталитетот на нашите сограѓани албанци. Има прекрасни луѓе тамо. Јас 6 години сум бил врачај и парокиски свештеник и знам, прекрасни луѓе има тамо. Во тој така наречен обичен народ има прекрасни луѓе. Луѓе кои, што да ви кажам, да си го земеш на дома. Но, една работа е обичниот човек, друга работа се политичките елити. Ова не е од обичниот човек и огромен процент од нашите сограѓани албанци, длабоко верувам во тоа, не знаат што овој предлог закон носи за нив. Кои контраефекти ги носи за нив. Може би некој сега се го занес емотивен со некаков триумфализам, но ова ќе направи сериозни проблеми. Затоа, за да не помине ова, нас ни треба што? Единство. На тоа единство треба да работиме, особено овие денови. Без разлика дали сте од ова или од онаа партија, без разлика дали сте од ова или од она здружение, без разлика дали имате ваква или онаква иницијатива. Во името на заедничкиот именител, во името на Македонија, дојдете овде. Во името на еднината на нашиот заеднички домак и Македонија треба да дојдеме овде. И утре и зарутре. Да дадеме што? Да им дадеме морална поддршка на оние пратеници кои се избрани со наш глас, па тие се таму затоа што вие сте ги бирале луѓе, и едните и другите. Ама никој од нив нема мандат, вие не сте им дале мандат, и на едните, и на другите, и на третите, да ја уништуваат Република Македонија. Туку да се борат за Република Македонија и за вашите интереси, и како граѓани, и како македонци. И тоа треба да го прават затоа што за тоа го добиле гласот. Сега, ние сме тука да им дадеме морална поддршка и да ја потикнеме нивната совест да внимаваат што гласаат. Затоа што кога ќе гласаат за, ќе притиснат на црвеното копче кој ќе предизвика сериозна експлозија. Ние сме тука да им дадеме морална поддршка и да се предизвика нивната совест и одговорност да не направат една таква катастрофа која ќе има страшни последици не само за нас како македонци, туку за сите граѓани Република Македонија. Значи, бараме единство од нас, а од нашите сограѓани албанци бараме почит. Ако не ме почитуваш, извини пријателе, вие знаете во меѓучовечките односи, ако не ме почитуваш, морам да го редефинирам односот, ме разбирате? Ако имаме почит, имаме решение за се. Еден мудар човек вели вака, за крај не ве задржувам повеќе од моја страна, ако сме луѓе, лесно ќе го решиме проблемот. Но ако не сме луѓе, како ќе го решиме проблемот? Видите сега, смислиле умни луѓе, затоа што знаеле какви се луѓето, затоа има устав, затоа има договор кој го дефинира нашето заедничко живење. И затоа тој устав треба да се почитува. И зошто ние велиме дека овој закон не е уставен? Затоа што овој предлог закон го руши уставот на Република Македонија. Јас не сум правник, но за овој период од месец дена, искрено да ви кажам, со Силјановска и со Каракамишева и со Беса Рифи можам онака слободно да разговарам. Па дури ги повикувам и на трибина, на дебата. Ви благодарам многу. Ви благодарам што денеска се собравте, односно се собравме во овој број. Се надевам утре ќе има уште повеќе.
во името на единството и во името на нашиот заеднички именител Република Македонија и во името на иднината на нашите семејства, на нашите деца, на нашите внуци. Да сте ме живи и здрави. Тодор Петров предно го кажа и Бог да ве благослови, мене ми е тоа професионално. Господ сите нас да не благослови. Но што тоа значи? Да благослови Господ некого, тоа значи да биде под негово водство. Тоа значи да бидеш човек на мирот, човек на доброто, човек на единството. Ние сите што сме собрани на овој мирен собор, гледам, чувствувам дека сме луѓе на добрината, луѓе на мирот, луѓе на љубовта и луѓе кои имаат мудрост. И длабоко верувам, со Божјиот благослов, со Божјото водство ќе го надминеме и ова искушение. Но уште една работа, мора да научиме дека не смееме да бидеме повеќе вакви какви што бевме во минатото. Ова е сериозен подарок од Господ, оваа криза, луѓе Божи, сериозен подарок од Господ за да размислиме што не треба да правиме повеќе, а што треба да правиме. Да сте ме живи и здрави и од Бога благословени. Амин.